Почитувани гости, дами и господо, драги пријатели, добра вечер и добре дојдовте на третата фестивалска вечер на Староградска музика и игра на 44-тиот Републички фестивал на народни песни игри Линденски денови Битола 2014 во организација на Националната установа Центар за култура. Животот низ вековите напластил творештво во форма на музика, игра, песна, кои во себе ги носат емоциите на творците, ги носат пораките на душата, ги носат највредните креативни дострели на своето време, кои стануваат дел од светските цивилизацијски вредности. Ние денеска ќе другаруваме со дел од тоа творештво кое го класифицираме како староградска музика и игра. Вечерва ке се подсетиме на здивот на чаршијата, на чекорот по калдрмата, на мирисот на јоргованите, песната од меаните, копнежот под балкуните. Вечерва ке го дишеме стариот градски здив, кој ќе не исполни со мерак, со севда и со копнеж. А за почеток, музичката група Распеани крушевчани од Крушево ќе ни се представат со дел од влашката староградска традиција. Преку песните Исусе меле дадо, посвршиме мајко, Кушуваа ностра, Крушево наше.
Битола мајска природа, Битола златна градина, со лични моми убави, на лице бели црвени. Битола, бабам Битола, кој ли те толку проколна да раѓаш моми убави, да горат сите беќари? Битола е вечна инспирација, тоа ќе ни го потврдат членовите на староградската пејачка група Сирма Војвода, кои што целиот свој живот го посветија на Битола, на песната, на традицијата, преку интерпретацијата на песните. Битола бабам Битола, Магде Мори Магдалено, при што како солист се јавува Драги Кабровски. Јајде болно лежи, мојто либе.
slava, ni godinite je brana, a 4 krvena. Кажи, Керко Славко, што си плакала? Што си плакала, ле, Керко, што си сакала? Дал ме питаш, стара мајко, јас ке ти кажам, ал да знаеш, стара мајко,
И ти ке плачеш. Приказната за Славка опеана во песната Кажи Керко Савко, како и песните На срце ми стармера клежи и Зедов жена мрзелива, се содржините со кои што вечерва ќе ни се представат членовите на веселата тајфа од Богданци. Na srce mi star merak leži. 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 Pošta!
Slavka peva! Thank you.
вика старте, кютекот бил од рајот. Фестивалот Илинденски денови е местото каде што се презентира, едуцира, валоризира, но и наградува. Настапите на фолклорните групи и ансамбли оваа година ќе ги оценува и наградува стручна жири комисија во состав: Блаже Палчевски, етнолог; Тофе Дракулевски, фолклорист и кореограф; доктор Родна Величковска, етномузиколог, и доктор Александар Димитриевски, етномузиколог. Да ги поздравиме со еден силен аплауз. Дека стручното жири ќе има навистина тешка работа, ќе не уверат и членовите на ансамблот Распејани Гевгеличани, кои преку песните Гевгелија цветна градина, Ахмор и злато, Златна злато и Кажи ми кажи цвето, ќе ни донесат здив од нивната песнопојна традиција. Gradina,
Моми одат по штипските сокаци. Песни пеат, весело се смеат. Моми одат, песни пеат, весело се смеат. Песната знае да не насмее. Песната знае да не растажи. Со песната полесно се живее. Тоа го знаат и членовите на градскиот хор од Штип, кои ни дојдоа на гости да ни ги отпеат песните "Немам мило, немам драго", "Очи имаш стојне" и "Моми одат по штипските сокаци".
Кога еден ден во куќата на баба ми здогледав една мала хармоника. Веднаш ја зграбчив раце и почнав да свирам. Тоа го забележа мојата мајка и ми купи нова хармонија. Така почнав. Од тогаш деновите најчесто ми минуваа со хармониката. Во 2004 година продолжи во локалното училиште, запознав музичари, наставници кои најчесто потекнуваа од балканските простори. Наесен продолжувам на студиите во Тротенхајм, на тамошната музичка академија, на студиите по хармоника, со посебен осврт на музиката од Балканот. Медиумите денеска го нарекоа и балканскиот Моцарт. Тоа е приказната за Петер Бјорн Тосе, хармоникаж, студент на музичката академија во Тронтхајм, Норвешка, кој што забележал дека битолчани се слични на норвежаните. Многу се љубезни и смирени за едно вакво динамично време, вели тој. Нашиот гостин од Норвешка, Петер Бјорн Тосе, во рамките на третата фестивалска вечер со својата хармоника ќе ни интерпретира дел од норвешката традиција, дел од македонската музичка ризница, орото кое што посебно го сака и се вика Битолчанка од Слободан Димитров и орото македонски чочек кое е негово авторско дело.
Републичкиот фестивал на народни песни, игри Линденски денови се реализира под покровителство на Собранието на Република Македонија, финансиран од Министерството за култура на Република Македонија, а е помогнат од градоначалникот и Советот на општина Битола како дел од Битолскиот летен фестивал Битфест 2014. Староградската пеачка група Распеани Велешани со децени мошне успешно ја продолжува традицијата на Велешката чалгија. Распеаните Велешани за вечерва ги одбраа песните за Мирка Гинова, Елено Ќерко и Суте Попкова. Oh
па да ја завршат вечерта на Староградска музика и игра на 44-тиот Републички фестивал на народни песни, игри и линденски денови Битола 2014 година им припадна на распеаните валандовчани, кои ќе ни се представат со песните Си заљубив едно моме, Со маки сум се родил, Мало и моме цвеќе брало и Тргнало ми лудо младо.
Драги гости, тоа беше се за вечерашната програма. Ве покануваме и утре вечер на четвртата фестивалска вечер. Ќе се одржи на античкиот локалитет Хераклеја, доколку не врне, воспротивно на големата сцена на Центарот за култура, но каде и да сме, верувам дека ќе поминеме убаво со гостите. Ансамблот Демерсе Хоперс од Хофдорп, Холандија, ансамблот Мехметчик од Искеле, Северен Кипар, ансамблот Казбеги од Тбилиси, Грузија и ансамблот Кумагаја од Јапонија. Потоа ќе следи свеченото доделување на наградите и признанијата и свеченото затворање на фестивалот оваа година со фолклорниот подарок за вас, концерт на Драган Даутовски квартет. Добра ноќ.